Грејната сезона започна пред 1 месец. Бројот на граѓаните кои ги затоплуваат своите домови со огревно дрво годинава е речиси непроменет од лани. Од раководството на шумското стопанство Беласица велат дека нема драстични разлики при испораката на огревно дрво, иако се најави енергетска криза во земјава. Значи, покрај тоа што е најавена енергетска криза, некои посебни интерес за купување на огревни дрва моментално во поддржницата Беласица не се најавуваат. Количините од минатата година се зголемени на дрвата само со договор околу 10% и повеќе нема интерес за купување. Поради тоа што ние цела година склучуваме договор и нема интерес. Значи, во однос на дрвата со договор. Исто така ние даваме услуги дрва за сопствени потреби. Тоа се на населените рурални населени места кои ги снабдуваме со огревни дрва. Исто така граѓаните сами си вршат сеча, дотур, превоз. Исто таму непречено се одвива. Количините во однос на минатата година се исто така на исто ниво, што значи и таму нема некој посебен интерес за зголемување на огревното дрво. Струмичани пак кои ги анкетиравме велат дека оние кои живеат во стамбени објекти остануваат грејната сезона да ја поминат користејќи ги електричните уреди, но има и такви кои сепак си набавиле огревно дрво. Инаку веќе е започната и грејната сезона, на што се греете? На дрва. Се исплаќа? Исплатливо е? Скапи са малку, ама кога сме ние на дрва се грееме. На дрво моментално. Дрво. Планирах на струја, ама не е сигурно. Па на дрва су. На дрво. Се исплаќа? Оно према тие примања што ги има народ. Не се исплаќа ништо. На струја. Се исплаќа поради тоа што нели сега има и покачување на струјата, се исплаќа на струја? Не, тешко ми го тоа мора така да. Еме еколошки чисто, еме поедноставно. Иначе не се исплаќа. Скапо е. На струја. Се исплаќа со тоа што нели ностоп има и покачување на струјата, се исплаќа? Кога сме на 4-ти спрат, исплаќа се. Високо е и така. На дрва. Така се исплаќа, исплатливо е. Па на мен ми се исплаќа, да. Земјава прогласи кризна состојба во делот на употребата на електричната енергија и засега нема конкретни одговори на прашањето колку и како ќе се продлабочува кризата. Во јавноста се погласно се зборува дека граѓаните размислуваат за топлувањето на своите домови, да го преориентираат на огревно дрво, но засега и нема конкретни податоци каква е статистиката.